Јас сум Виктор Илиевски, тромбонист вработен во Македонската филхармонија. Љубовта започна уште најмали години, значи мојата мајка беше професор во основното и во средното образование во Крушево и она ми ги даде првите чекори и првите нотни знаења во однос на овој дел од мојата, да кажам, кариера. И гордо сум што членувам во еден од најдобрите оркестри на Балканот, значи No Borders оркестра, кој што е составен од музичари и уметници од цела бивша Југославија, од сите поранешни југословенски републики, со кои имавме голема, скоро 3 годишна турнеја. Јас не сум од тие уметници кои што сакаат да се фалат или да прават некоја пиар агенда во однос на моите настапи, иако без 0 денар вложен во мене во однос на овие настапи надвор од државата, ја представив државата во најдобро светло и на најголемите сцени низ целиот свет, и затоа имам големо искуство собрано, голем багаж, и од тука произлегува и таа, да кажам, волја, мотивација, борбеност да уметниците во Македонија бидат барем приближно третирани во оваа држава како и секаде во светот. Јас како човек и како природа на мојот карактер е да на некој начин сакам праведни работи и сакам правдата да биде задоволена во секој сегмент од нашето живење, и на некој начин сакав и делував уште од самиот старт, од како се вработив, да бидам дел од процеси на барање на подобар живот, односно подобар статус како уметник во општеството. И замислете да Министерство за култура да навива за синдикат сон кој што им одговара очигледно и кој што ги преспа сите реформи во културата, носењето на сите закони, да не зборуваме за програмата кој што ни појма немаат што значи уметност, што е уметник. Направија упат во тие инструменти на блокада да луѓето не си го искажат својата желба да припаѓаат онаму каде што сакаат. Донесени се закони кои што се само на некој начин оценувања, казнувања, само рестриктивни мерки во тие закони, а никаде нема на некој начин напредување на уметникот и сите вработени во културата, една валоризација вистинска на трудот. Не можете вие да кажете дека ја решивте културата ако еден доктор на науки во музеите или во библиотеките или во конзерваторските центри зема 300 евра плата под просекот на републичкото ниво. Пред 40-50 години луѓето имале осет и чувство за уметност за да ги направат овие институции кои што се репрезенти во културата. Замислете, Тодор Скаловски се изборил да сите уметници кои што студирале во Љубљана, Загреб, Белград, за да се образуваат, да се основаат институциите во културата, им обезбедил стан на секој уметник за да се врати во државата. А ние сега разговараме за уметници кои што на некој начин преживуваат во ова општество. Државата се надевам дека во следниот период ќе смогне сили заедно со сите пред се млади потенцијали кои што станаа во државата, да на некој начин добие демократичност, добие слобода во однос на изразувањето, интерпретирањето и сите фази во едно нормално општествено живење. Мислам дека вербата во која што ја имаме сите вака вработени колеги, сметам дека кога тогаш нашите идеали кои што сме ги зацртале ќе ги оствариме. Во оваа држава редно е да вистинските уметници го добијат своето заслужено место.